Започна украсувањето на општина Битола и оваа година исто како и претходните општинската управа ги обезбеди украсите, а украсувањето го изведуваат вработените од јавните претпријатија. Од општината велат дека со овој начин на украсување се заштедуваат средства. Подготовките се во завршна фаза и на 13 декември се очекува центарот на градот и главните улици да бидат новогодишно украсени и осветлени. Украсени ќе бидат општинската зграда, саат кулата и паркот кај Ени џамијата, како и просторот помеѓу џамијата и плоштадот Магнолија. Новогодишна магија ќе има и на Широк сокак, пред Центарот за култура, на сите главни улици како и кружните текови. Новогодишната магија во Битола ќе трае се до 15 јануари. Иако општина Битола го заврши најголемиот дел од украсувањето на градот, и оваа година ќе има избори наградување за најубаво украсените приватни и јавни објекти. Битолчани своите украсени куќи, дворови, балкони, прозорци, но исто така и јавните институции ќе имаат можност фотографиите од украсените објекти да ги испратат на конкурс, а потоа на посебен настан градоначалникот Талески ќе додели награди за најдобро украсени куќи и дворови, стамбени згради и балкони, како и награди за новогодишно украсени институции и угостителски објекти, според статистичките показатели на локалната самоуправа. Во изминатите години најголем дел од граѓаните и институциите самоиницијативно учествувале во изборот на најубаво новогодишно божикно украсување, но не е мал бројот и на лица кои препорачувале украсени објекти, на кои им се воодушевуваат битолчани и гости во овој град.